Денеска во Штип се одржа првата од планираните неколку онлайн работилници во рамките на меѓуграничниот проект Културен мост низ вековите помеѓу Македонија и Бугарија. Идејата беше да културните установи од регионот, домови на култура, музеи, луѓе представници од општините од областа на културата, успееме преку овој проект да ги споиме со културни установи од преку границата, од регионот Благоевград и Кюстендил, се со цел низ рамки на овие серија од настани да овозможиме идна соработка. Со пари од Европската ИПА програма за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија, како и финансиска подршка од Македонското министерство за култура, буџетот од над 400.000 евра предвидува градежни активности на црквата Свети Власие во археолошкиот локалитет Исар Штип и Народното читалиште Георги Тодоров 1885 во бугарскиот град Белица. Со завршните работи на црквата Свети Власие на северозападната страна на Исарот, ние добивме уште еден објект, уште една туристичка дестинација каде што навистина ќе може штипјани и сите други посетители да добијат едно место каде што се надевам дека во иднина ќе може дури да се организираат и културни настани на оваа локација. Концептуализација, чудесна дума, изобшто не е чуждица. Много хубаво, обичаме да употребяваме, но да очертавам параметрите на културното наследство като такова и какво означава то да бъде управлявано. За реализација на проектот, чиј носител е ИПР 221.000 евра, се предвидени за реконструкција на Народното читалиште во Белица, а остатокот од 185.000 евра за финализација на градежните активности на археолошкиот локалитет Црква Свети Власие во Штип.